10-ти ден како е блокиран патот кон депонијата Русино. Граѓаните на Гостивар на ова место на рампата дежураат во смени. Ги пропуштаат само камионите на јавното комунално претпријатие од Гостивар. Блокадата за депонирање на смет на депонијата Русино за комуналните возила на полошките општини, освен Гостиварската, продолжува и следните 10 дена. Членовите на граѓанската иницијатива Стоп Русино чист воздух за Гостивар остануваат на рампата се додека не се исполнат нивните барања. Тие се едногласни дека депонијата мора да се дислоцира. Потенцираат дека ѓубриштето е проблем за сите полошки општини. Ѓубре па земја, ѓубре па земја. Нема како да се ваѓа тие ѓубриња тука да се работи, да имаме горе некој фабрика или било нешто. Затоа најпаметно е работа да се најде нова локација и во новата локација да се направи депонија по европски стандарди. Тоа е не денешен проблем, тоа е више 30 години проблем. На вчерашниот состанок на гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари со представници на иницијативата било договорено да се свика средба со сите градоначалници на полошките општини. Во меѓувреме локалната самоуправа треба да постави и видеонадзор на депонијата. Барањата на граѓанската иницијатива беше да се постават камери, значи видеонадзор. Поставката е веќе во тек, се надеваме дека до крај на неделата тие ќе бидат поставени. 24 часовен видеонадзор кој во прв момент би се пренесувал во живо на веб страната на општина Гостивар. На депонијата во тек се активности за затрупување на ѓубрето и во моментов нема активни пожари, така што граѓаните на Гостивар деновиве дишат почист воздух за разлика од претходно, кога на Русино гореше најразличен отпад. Екологистите постојано алармираат дека со депонијата без стандарди, освен загадувањето на животната средина, загрозено е и здравјето на граѓаните.